Грмов, издвоивте дел од валканите работи кои ги прави оваа влада, не секој ден, туку секој час. Па да ве надополнам и тоа само во делот на здравството, бидејќи вчерашните 10 минути ми беа премалку за да ги докажам сите валканици што се прават. Жена осакатија, колега. Млад човек замина заради недостиг од лек. Од 7400 спаднавме на 5400 доктори и ова не се само празни бројки. Ова се нечии судбини, жртви на оваа бездушна власт. Овие бројки значат екзодус на народот кому живот ќе му донесеа. Во просек, секој втор ден ни заминува по еден доктор и си ја бара среќата надвор од Македонија, токму заради платите кои ги зголемија. Демократијата ја претворија во клептократија. Доктор осуденик без средно медицинско образование даде налог убиецот да се носи во болница и убиецот бега. Па каде го има ова? Режисерот на Ocean's 11 може вода да му носи на неизбраниов за криминалот што го прават. Се трошат пари за пенали и непостоечки функции, а нема пари за лечење на граѓаните. За каков животен стандард говориме кога немаме здравствена заштита? Ова е влада на која таман кога требаше да се набават лекарства за онколошките пациенти, за пациентите со цистична фиброза, да се набават инсулини и така натаму, токму кога требаше да се исплатат здравствените работници, магично им исчезнаа сите податоци. Прво чекавме вакцини, па чекавме лек кој е поскап од човечкиот живот. И не е ова само моја констатација. И ревизорите констатираа пропусти при издавање на лекови, при исплата на породилно отсуство, кусок на вработени, нефункционален IT систем. Зошто? Затоа што за нив е поважно да се делат функции, макар и по 5 на една личност, наместо да бараат чаре. Па сега ја предлагаат Маја Манолева за заменик министер за здравство. Истата Маја за која Државната комисија за спречување од корупција води постапка за судир на интереси, бидејќи оваа власт такви именува. Ненаситни и без усул. Ајде што е веде директор на ЈЗУ, Завод за физикална медицина и рехабилитација. Ајде што е управител на ПЗО Физио Плюс доктор Манолева, малку било, па сега фали уште заменик министерка да стане. Малку ли валканици се ова? Премногу се и срамота е. Затоа, ајде сите заедно да иставиме крај на оваа влада која секојдневно ја уништува иднината на Македонија. Сакам да ви информирам дека ќе работиме после 18 часот.